Прво, јас сакам да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи кое што реагираше брзо и кое што целиот случај го санкционираше, што значи дека единицата за корупција во секторот за криминалистички истраги при одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веќе поднесе кривична пријава против 4 затворски полицајци, командир и надзорници вработени во КПУ Идризово. Не би образлагал повеќе, бидејќи сега е во надлежност на обвинителските органи, тие се независни органи, така да за се понатаму ќе можете нив да ги прашате. Не би сакал да зборувам во нивно име, меѓутоа драго ми е што Министерството за внатрешни работи ја заврши својата работа. Искрено, јас не сум задоволен од работата на директорот на управата за извршување на санкции при Министерството за правда и веќе отпочнав процес на селекција на нов директор на управата за извршување на санкции. Ме интересира дали ќе има одговорност од директорот на затворот Идризово. Исто така, Шпентахири, за кого директорот за санкции во интервју кажа заедно дека практично нема никаква поврзаност со затворски систем, ниту знае како тој функционира, претходно бил водел човечки ресурси во некоја општина. И при тоа, дали ќе проверите како постапувал директорот за санкции, дали утре на владина седница ќе се најде неговото разрешување, затоа што тој знаеше дека командирот, во чија смена избега затвореникот, претходно бил осуден за мито и го оставил да биде командир, што е крајно симптоматично. Утре нема да се најде на владина седница. Промената ќе се најде на една од наредните седници, бидејќи ви кажав дека процесот на селекција е отпочнат. Во однос на директорот на затвор Идризово, таму има нов директор од пред неколку месеци и промената беше направена на претходниот врз основа на консултации кои што ги имав со меѓународни институции во делот на управувањето на затворски систем и на финансиски институции кои што финансираат унапредување на затворскиот систем во државата. И врз основа на тие консултации кои што ги имав и разговори, тогаш направивме промена на директорот на затворот во Идризово. Сега врз основа на неколкуте пропусти кои што се направени, ќе имаме нов директор на управата за извршување на санкции.